драги ученици, добре дојдовте во училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алију, предавам македонски јазик во основно училиште Истикбал Тетово. Ова видео настава е наменето за ученици од 6-то оделение. Денес ние ќе учиме за броеви и точна бројност. Да повториме, што се означува со броевите, според морфолошката класификација во која група на зборови спаѓаат броевите. Што се означува со броеви? Кои броеви имаат посебни форми за род и број, дали броевите може да се членуваат? Броевите се зборови кои означуваат точно или приближно количество на предмети, суштества, поеми, пример. Имам 2 мачиња. Имаше 2-3 идеи. Ке ве замолам сега да ги запишете во вашите тетрадки овие дефиниции, што се броеви и разликуваме броеви за точна или определена бројност, приближна бројност. Определена бројност, количеството е точно избројано 2, 3, 100. Приближна бројност, количеството е приближно избројано 2, 3, 100, 7, 8. Броевите кои искажуваат приближна бројност се образуваат на два начина. Со поврзување на два последователни броја 7, 8, 5, 600, примери во паркот имаше 2-3 деца, момчето имаше 2-13 години, а неговиот татко 3-40. Со суфиксот ина, десетина, 50, 100, примери дојдоа едвај 10 луѓе, на трката имаше 100 учесници. Одредена бројност. Со броевите може да изразиме одредена или приближна бројност. Под одредена бројност подразбираме точно определен број на лица или предмети. Одредена бројност на предмети. Меѓу броевите што ја изразуваат одредената бројност со своите форми се издвојуваат 1 и 2 по тоа што имаат форми за род. 1 машки род, 1 женски род, 1 среден род. 2 машки род, 2 женски род, 2 среден род. Например, во чантата имам 1 молив, 1 тетрадка и 1 пенкало. Бројот 1, освен бројното, развили друго значење, односно се јавува во улогата на замека. Например, некој човек, 1 човек. Со вакво значење тој образувал и множина, например, едни луѓе. Прости зборови се броевите од 1 до 10 и бројот 100. Исто така броевите 0, 1000, милион, милијарда, билион се прости зборови иако означуваат бројност, количество, тие се однесуваат како именки. Од простите зборови по пат на природавање и срастување се добиени сите други броеви, сложените броеви. Десетиците се добиени со просто прилепување на соодветната единица и бројот 10, но во некој случај гласот Д се изгубил. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Стотките се различни состави со изведенки од 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Кон десетиците се придодаваат единечните броеви на два начина. Од 10 до 19 се сврзуваат со предлогот на 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Од 20 нагоре се сврзуваат со и 21, 22, 54, 99. Вакво сврзување имаме и кај броевите од 100 нагоре. 101, 275, 802. Зад броевите што завршуваат со 1, именката стои во еднина. Например, 121 клупа, 1001 човек. Членување на броевите. Ако именката пред која стои бројот се мисли како определена, тогаш членската морфема ја прима бројот. Например, врати ми ги 100 денари. Членот директно се додава на бројот и имаме удвојување на Т кај зборовите што завршуваат на Т. 5, 9, 10, освен во 6.
Стотките се членуваат различно: 100, 200, 300, 400, 500, 600 и така натаму. Одредена бројност за лица. За означување број на лица од машки род се употребуваат специјални бројни форми изведени од простите броеви: двајца, тројца, четворица, петмина, шестмина, седуммина, осуммина, деветмина. Овие броеви се членуваат двајцата, тројцата, четворицата, петтемина, шестемина, седумтемина, осумтемина, деветтемина. И треба да ги пишувате овие вежби, 3 реченици во кои ќе употребуваш броеви кои означуваат приближна бројност. Напиши приближна бројност од броевите 5, 6, 12, 13, 30, 40, околу 50, 200, 300, 3000, 4000. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успех.